Вчера беше објавен предлог законот за регулирање на канабисот во медицинска употреба, кој што всушност представува не нов закон, туку тоа се промени на веќе постоечкиот закон за контрола на дрогите. Ние во ХОП сметаме дека всушност треба да се донесе посебен закон со кој се регулира медицинската употреба на канабисот во Македонија. Истиот треба да овозможи лесен пристап до ефтини лекови, вклучително и масло од канабис, во аптеки или специјални продавници, но и да законот треба да понуди можност за собствено одгледување за оние пациенти кои не се во состојба да ги купуваат лековите или имаат желби сами да го подготвуваат собствениот лек. Нешто што постоечкиот предлог закон не го предвидува. Исто така, начините и формите на употребата на канабис се разликуваат во зависност од видот на болеста или здравствената состојба. Затоа сметаме дека канабисот за медицинска употреба треба да биде достапен во различни форми. За пушење, вапоризирање, во капсули, за јадење или во форма на масло од канабис. Употребата на канабисот во медицински цели не треба да биде условена со конвенционалната медицинска пракса, што во превод би значило дека не треба да биде исклучиво давано после хемотерапија, туку и како посебен вид на третман. И за таа цел ги повикуваме надлежните институции да креират простор за стручна и јавна дебата во насока на изнаоѓањето на најсоодветен модел за регулирање на медицинската употреба на канабис во Македонија. Ние како организација која што долго години работиме на оваа прашање, ја следиме состојбата не само кај нас, туку и воопшто во светот, сме спремни да придонесеме во овој процес со своето искуство и експертиза. Сега би ве замолил да го имате прашање. Овој предлог законот добар е како почетна точка, како нешто за старт да се надоградува или според вас? Значи, предлог законот ние го анализираме вчера и е добро тоа што веќе имаме што да анализираме. Затоа што предходните две јавни расправи се зборуваше за законот, меѓутоа никој предходно го немаше видено самиот закон. Значи, ние сега веќе можеме да го критикуваме и да даваме забелешки. Тој е добра стартна основа, меѓутоа е далеку од она кој што треба да биде. Затоа што законот не нуди можност да кажеме да луѓето сами одгледуваат за собствени потреби. Законот нуди можност исклучиво само на правни лица и тоа предвидува можност да, тоест тие се обврзани да инвестираат прилично многу. Значи треба да има не знам, зид од 4 метри, пред зидот треба да има 3 котори на жица и така натаму, што само по себе укажува дека тоа може да го направи само некои што имат прилично пари да инвестираат во овој сегмент. Значи, законот е добра основа, меѓутоа е далеку од тоа како треба да изгледа, затоа што не ги задоволува потребите на сите пациенти кои што ќе имаат потреба да го користат канабисот. Самиот закон исто така не предвидува за кои состојби, за кои болести ќе се применува, во кои форми, начинот на употреба, каде може да се купи и така натаму. Значи, сите овие работи се изоставени. Начинот на кој што се препишува? Не. Значи има наведна кој може да го препишува, кој вид, кој лекар. Меѓутоа, како тоа ќе се одвива, од каде ќе се купува, во кои количини, со однос на THC, CBD и такви работи, законот воопшто не предвидува. Веројатно, сега не знам, меѓутоа, веројатно Министерството за здравство смета дека тие работи ќе ги даде во некаков си посебен подзаконски акт. Меѓутоа, ние лично сметаме дека законот за легализирање на канабисот во медицинска употреба треба да биде еден единствен со сите членови и форми на негова употреба. Дали сметате дека законот е избрзан? И ако е избрзан, зошто се брза да се донесе? Бидејќи долго време се даваше отпор, сега одеднаш сакаме да се донесе законот. Дали може би ова некој предизборен маркетинг? Ја не можам да тврдам зошто го носат толку, да кажеме, речиси преку ноќ, меѓутоа можам да кажем дека е избрзан, затоа што она што можеме да го видиме и да го анализираме за претходниот ден, гледаме многу недостатоци во однос на законот и мислам дека една од главните причини за тоа е зашто не беа вклучени луѓе кои што прилично добро ја познаваат проблематиката во неговата подготовка. Затоа пресконференција ја користиме да го повикаме Министерството за здравство
здравство, да ги вклучи сите оние кои што би сакале да се вклучат во изработката на законот, вклучително и представникот Холпсот издржи. Значи барате да се доработи закон. Апсолутно бараме законот да се доработи. Ваков како што е во ваква форма е далеку од идеален и не одговара на потребите на пациентите. Уште едно прашање до вас. Дали маслото од канабис е лек или дрога? Медицината веќе има собрано доволно докази за да може да тврди дека маслото од канабис или другите форми на канабис не се дрога, туку се лек кој што има докажано терапевтско дејство при одредени болести, состојби или при одржување на некои симптоми. Така да тоа веќе во научните кругови не е дебата на која што се зборува, туку е нешто за кое што нели сите го имаат усвоено како факт. Имавме прилика да анализираме неколку закони во земјите во светот каде што оваа практика веќе екзистира повеќе години наназад. И имавме прилика пред се да ги видиме законите кои што постојат во државите на Соединетите Американски држави, каде што медицинската употреба на канабис е регулирана во 23 од сојузните држави. Секако регулацијата варира од држава во држава, но она што е заедничко е дека медицинскиот канабис е достапен само за полнолетни лица и тоа по специфична медицинска препорака, значи по специфична индикација. И поседувањето на канабис или негови деривати, односно форми терапевтски лекови, е дозволена во максимални концентрации кои што се претходно одредени со закони. Она што е специфично е дека обично количината на поседување на канабис за медицинска употреба обично се движи од 50 до 100 грама за лична употреба, а во некои земји освен маслото за канабис, од канабис и други препарати се достапни или како лекови и тие се продаваат во специјални продавници каде што канабисот е достапен и во форми кои што може да се пушат, да се ингестираат, или во форма на колачење и слично. Но во некои земји е регулирано и личното одгледување, односно одгледување на медицински канабис за собствени потреби, секако според претходно усвоени регулативи и примарно медицинска дозвола, но и лиценца за собствено одгледување.